Почитувани прилепчани, целата јавност е сведок на ветувањата, лагите и негрижата на оваа ќе влада. Со Законот за социјална заштита требаше да имаме измени кои ќе допринесат за подобар живот на лицата со попреченост, но тоа не се случи. Главното барање на родителите со деца со посебни потреби е изедначување на надоместокот кој го добиваат биолошките семејства со надоместокот на згрижувачките семејства. Потребна е квалитетна социјална заштита без ограничување на лицата со попреченост, нивните семејства да имаат еднакви можности за вклучување во секој аспект од општественото живење. Но наместо кон подобро, одиме кон полошо. Почитувана јавност, владеачкото мнозинство го укинува паричниот надоместок за постојана парична помош, додатокот за трето дете. Паричниот надоместок за електрична енергија се намалува од 12.000 денари на 6.000 денари. Владеачкото мнозинство говори за покачување на социјалните права, а во суштина станува збор за истите надоместоци кои само се трансформираат од една во друга категорија. На последната седница во парламентот беа поднесени голем број амандмани од страна на ВМРО, ДПМН и коалицијата на предложеното законско решение на СДСМ со кои се кратат права и привилегии на лицата со посебни потреби и нивните семејства. Маргинализацијата на оваа категорија граѓани од страна на СДСМ продолжува и понатаму со неприфаќањето на овие бројни амандмани и забелешките од здруженијата. Затоа, ВМРО ДПМН, откако ќе победи на претседателските избори, а потоа и на следните парламентарни избори, ќе донеси закон во кој ќе бидат вградени сите мерки кои се потребни за достоинствен живот и на лицата со посебни потреби, но и на нивните семејства. Оваа незаинтересираност на СДСМ за целокупното општество и начин на живот е препознаен од сите. И токму поради потреба од надеж и правда, граѓаните ќе дадат глас за зората во темнината, за ВМРО ДПМН, за татковината, за Македонија, за професорката Гордана Силјановска-Давкова. Гласаме за бројот 2.